Одбројуваме до молкот за локалните избори. Останаа уште 2 дена. Вториот изборен круг помина со смирена реторика, но не целосно. Имаше меѓусебни обвинувања и елементи на негативна кампања, оценуваат граѓаните. Некои се кандидати умерени, некои се со ароганција. Нормално напротив кандидатот упатени. Овие кампањи веќе пракса е негативна кампања да се води, се напаѓаат со честна и неколку исклучоци. И покрај политичката динамика, очекувањата на граѓаните се јасни. Ѓубрето и јавниот превоз мора да бидат приоритет за решавање на идниот градоначалник на Скопје. На прво место ѓубретари. Јас живим во војна зграда, ама срамота бре. Плаќамо редовно, зашто овако да дојде? За ѓубре да. Јавниот превоз катастрофа не е. На работа, значи на мој место што да поиме. Сад време 12 качек. Сега е ова безредие, не можам да си го опростам зашто сум тука. Затварање на кутиите се затварат и сите обеќања. Во вториот круг доминира заострената реторика, оценуваат експертите. Во кампањите наместо конкретни проекти има меѓусебно напаѓање на политичките против кандидати. Може би имавме некоја посмирена политичка кампања, потолерантна пред првиот круг на локалните избори, а сега веќе падна нивото. Нивото на политичката толеранција е особено ниска. Се централизира кампањата околу изборот на градоначалник во Скопје. Значи се запостави она локално делување и на кампањското ниво. И тоа е една доста не добра ситуација, затоа што на тој начин се смени курсот. Професорката додава дека и социјалните мрежи станаа плодна почва за меѓусебни обвинувања. Целата валканост е пред се на социјалните мрежи, гледаме како тоа се дисперзира, како тоа го водат главните актери во таа политичка битка за избор на градоначалник на Скопје. И тоа е нешто што не е пожелно, особено во вакви високо исполитизирани општества. Вториот круг на локални избори ќе се одржи в недела. По втор пат за избор на градоначалник ќе се гласа во 33 општини. Габриела Лискова, Сител телевизија.